Швајцарската влада финансира проект кој треба да ја истера корупцијата од општините и тие да создадат механизам на отпорност. Проектот е насловен како заедници со интегритет и освен со корупцијата, општините треба да се справат и со друго. It's called integrity-driven communities. Проектот се вика заедници со интегритет и главната цел е да се зајакне системот на интегритет, да се намали ризикот на корупцијата, а да се зголеми довербата. Од сите набројани, кои се најслабите точки на општините кај нас? Other areas too, like licensing and Вработувањата и набавките се области каде што има голем ризик од корупција, особено во областите како што се образованието, здравството, па и други области како што издавање на лиценци и дозволи или барем дека се под ризик за потенцијална корупција. Каде се наоѓа Штип во овој проект и на што примерно ќе го насочи вниманието? Субјективно од моја страна би било да дадам свое видување каде се наоѓа Штип по однос на нивото на корупција, но сето она кое што го предвидува проектот, верувам дека ќе придонесе кон значајно подобрување на состојбата со корупцијата која што ја имаме во системот и која што е клучна во насока на генерирање на развој во нашата општина. Кога проектот ќе започне да се реализира и со која динамика? Следните 2 години е практично временската рамка во која што ќе се имплементира овој проект, како што напоменав, преку сите чинители. Динамиката нормално ќе зависи од нас, ќе зависи од сите чинители, вклучувајќи ги овде и другите државни институции и самите практично носители на оваа активност. Секако дека благовремено сите чинители ќе бидат комуницирани, но пред се и овде граѓаните кои што се клучни во подобрувањето на состојбата и јакнењето на отпорноста од корупција во локалната самоуправа. Проектот е финансиран од швајцарската влада и изнесува 10 милиони швајцарски франци.